Представниците на Виножито и на Омо Илинден Пирин се најдоа во Страсбур и претходно во Варшава за да пред представниците на Советот на Европа и ОПСЕ ги представат доказите за дискриминацијата на македонското малцинство во Грција и Бугарија. Во суштина, заеднички настапуваат сега и Виножито, и Домот за македонската култура од Грција, и представниците на Омо Илинден Пирин од Бугарија. Ние како македонци, дали во Бугарија, дали во Грција, заеднички настапуваме. Од друга гледна точка, на вистина е ово невидено како лошите примери, лошите настапи Грција и Бугарија учат еден од друг како да дискриминират македонското малцинство во овие две држави и како и едната држава и другата држава да не ги почитува меѓународните стандарди. Вели Павле Воскопулос од Виножито. Во Страсбур и Варшава беше отворено прашањето за непочитувањето на пресудата на Европскиот суд за правата на човекот за регистрација на Домот на македонската култура во Лерин. Имено 10 години по донесувањето на пресудата, регистрацијата на Домот е изгубена во лавиринтите на грчките судови. Македонците од Грција се пожалија дека грчките влади одбиваат да признаат постоење посебен македонски етнички идентитет и македонски јазик. Грција, рекоа тие, не ја ратификува и рамковната Конвенција за заштита на националните малцинства, предмет кој многу наликува на проблемот со нерегистрацијата на партијата на македонците во Бугарија, која бугарската држава веќе 18 години упорно одбива да ја регистрира. Долго време бугарската влада, бугарскиот суд не сака да не регистрира како партија. А нашето прашање не е од вчера, не е од тоня ден. Ние веќе 18 години одиме по бугарските судове и не барат, немат никаква намер да не регистрират. Дојдохме овде да кажеме дека ова нешто не може да продолжува така. Ние ги бараме нашите права, сакаме да не регистрира како партија, сакаме да се признае македонско малцинство во Бугарија. Вели Стојан Ѓоргиев од Омо Илинден Пирин. Партијата Омо Илинден Пирин се жалеше и на притисоците кои доаѓаат од највисоките државни и политички раководители, како и опасноста да не можат повторно да излезат на избори ако партијата не биде наскоро регистрирана. Напорите на македонците од Грција и Бугарија започнуваат да носат плодови. Комитетот на министрите на Советот на Европа беше повикан на повеќе наврати да даде објаснување од некои членови на парламентарното собрание зошто партијата Омо Илинден Пирин се уште не е регистрирана, исто како и за непочитувањето на правата на македонците од Грција. Покрај редовните посети на експертите на Советот на Европа на овие две земји, при парламентарното собрание на Советот на Европа е поведена иницијатива за отворање на расправа пред Паневропската асамблеја за враќање на државјанствата и имотите на македонците од Грција.